Почитувани дами и господа, овде бидејќи не е тајна, може и неоплатено да се снима. Се надам дека нешто ќе кажеме, во 3 минути може да се каже. Прво на 5 јуни ќе се види дали власта ќе игра прагматично или очајно, односно на 5 јуни или ќе нема избори во Македонија, или по 5 јуни ќе нема призната и легитимна власт. Типово на првата. Кога на 18 март рековме дека во Македонија нема услови за кредибилни, фери демократски избори, многумина големи тактизира и молчене. Затоа на харти на колнење на вредност или правоборешки статус не се даваме значење. Тековниот процес веќе е далеко од контрола на така наречените големи партии. Новата плурална политичка карта веќе се исцрпува, може би тоа некого ужаснува, но тоа нас не радува. Затоа ги препознаваме и барањата на протестирам и на домаќинот цивил, со кои коинцидираме во над 80%. Тоа ни е природно, бидејќи застапуваме граѓански цели и потреби, а не теснопартиски кадровски политики. Овие процеси можеше да се наследат од октомври 2014 и затоа 8 месеци пред пржино низ платформа повикавме на концентрациона влада. Влада што е доволно политичка за да биде избрана од транзициско собрание, како што е тековното и како што ќе биде, но и доволно партиски, граѓански и експертски широка. Концентрациона влада исклучива за партиски апаратчици, а инклузивна за платформи и за граѓански сектор. Истовремено, транзициона влада што нема да биде политички абортус, како она во 92-та, туку ќе наметне обврски и одговорност за решавање на клучните прашања пред државата, економијата и општеството. Ако сакаме да зборуваме за плурализмот и одговорноста, денес веќе ќе зборуваме за неодминливите обврски на транзициското собрание. Мал дел од нив се цивилна контрола врз тајните служби, првата слабост нотирана во извештајот на Приве, медиумски реформи, департизација на институциите, попис како дел од патот кој неспорен избирачки список, промена на изборниот модел во една изборна единица и отворени листи. Мандатот на собранието и пратениците трае до изборот на нов состав и толку залажат дилема дали собранието може да се свика или не. Ова секако не е се допаѓа на власта, но тоа воопшто и не ме интересира. Концентрацијоната, транзиционата или како сакате да речете распредната влада не сме да биде власт без избори, туку етапа во пацификација на политичките партии и санација на тековните состојби. Таа ќе биде гарант на плурализмот и развојот на плурализмот. Затоа предлагам да ги спуштиме штитовите пред принципите и решенијата, а да го кренеме гардот пред корупцијата и злоупотребата на власта. Повлекувањето на аболицијата и отповикувањето на распуштањето на собранието се само и може да бидат само услови за преговори, но не дел од преговори. За почеток со проширен опсег и најран термин за парламентарни избори заедно со локалните. Локалните избори имено не сме да бидат само основа за политичко преживување, туку точка на оспособување и департизација на локалната самоуправа како четврта власт, особено битна во една хетерогено општество, и завршувам. Знаеме дека во моментот мажинските тимови преговараат, предупредувам. Во овој опсег тие можат успешно да договорат само следен датум за ден на дрвото, но не и датум за избори. Грешката на пржино, прво датум по обврски, повторено уште еднаш значи нова криза и предоство на борбата за вредности, владење на правото и предоство на граѓаните. Започувам којниот партиски поредок ќе се ресетира, но тоа е една од основните позитивности на целиот процес и гарант на враќањето на политичкиот плурализам наместо партиски картели. Непотребен е стравот на партиите дека нивната големина ќе се доведе во реални вредности и завршувам со мислата на J.B. Блотингер кој рекол дека демократијата е од другата страна на стравот.